Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. По повод Денот на ромите 8 април се одржа работен состанок помеѓу тетовскиот градоначалник Билел Касами и представници на ромската заедница. Денеска се упатува пораката за унапредување на јавното здравје и пристап до поквалитетна здравствена услуга. За целосна реконструкција на црквата Свети Спас во Долно Палчиште потребни се финансиски средства од црковното настојателство со апел за донации. По повод Интернационалниот ден на ромите 8 април во Тетово се одржа работен состанок помеѓу градоначалникот Билел Касами и представници на ромската заедница во Македонија. На средбата главен акцент беше ставен на подобрувањето на правата и условите во кои живеат припадниците на ромската заедница во Тетово. По повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, градоначалникот на општина Тетово Билел Касами вчера оствари работна средба со представници на ромската заедница во Македонија. На средбата беше разговарано за подобрување на правата и условите во кои живеат припадниците на ромската заедница во Тетово. За таа цел, како што информираше Касами со неговото доаѓање на власт како градоначалник, е формирана посебна проектна единица со програма усвоена од Советот која ќе имплементира проекти во интерес на ромите. Ние во општина Тетово со моето доаѓање основавме посебна проектна единица која подготви посебна програма усвоена во Советот и веќе интензивно се работи на реализација на таа програма. Сигурни сме дека до крајот на годината таа програма ќе се реализира и се надеваме дека во следните години таа ќе биде збогатена и со повеќе проекти во интерес на подобрувањето на условите во кои што живее ромската заедница во Тетово. Со ова ние сакаме да покажеме дека различностите, диверзитетот се наша вредност и во тој дел подобрувањето на условите во кои што живее ромската заедница во Тетово е една од нашите највисоки приоритети. Исто така и во рамките на националната стратегија за ромската заедница во Република Македонија. И во рамките на Министерството за труд и социјална политика се имплементираат неколку проекти за подобрување на статусот на ромите во општеството. Во рамките на Министерството за труд и социјална политика се имплементираат неколку проекти, каде што општина Тетово е дел од тие проекти, како што е проектот за вклучување на деца во предучилишно образование, проектот за ромски информативен центар, каде што имаме вработена ромка во Центарот за социјална работа. Имаме проект Ромактет, кој е продолжение на Ромет програмата, и сите овие проекти ќе треба проектната единица да соработува тесно со Министерството за труд и социјална политика и со другите ресорни министерства, за да може да се имплементираат проектите се со цел да се подобри интеграцијата на ромите во општина Тетово. Општина Тетово ни овозможи како заедница да имаме една проектна единица кој што ќе се занимава со ромите и другите маргинализирани групи. Тоа што треба да се потенцира дека сме во тек, имаме план програма, од таа план програма сме на реализација во делот на инфраструктура. Се зборува за две населби каде што живеат поголем број од ромската заедница. Тоа е населбата Јадранска и населбата Прохопчински. Тука општината Тетово има подпишувано меморандум заедно со УСАИД и со организацијата Ромалитико. Исто така треба да се потенцира фактот дека имаме соработка и со Советот на Европа, програмата Ромактет, кој во текот на деновиве треба да подпишеме договори за 6 тутори и 1 консултант, каде што ќе бидат ангажирани во основните училишта и ќе се залагат со децата роми. Меѓународниот ден на ромите 8 април официјално е прогласен во 1990 година на Светскиот конгрес на Меѓународната унија за ромите во Полска. 7 април се одбележува како Светски ден на здравјето.
Денеска особено се упатува пораката за унапредување на јавното здравје, за секој и секаде да го оствари своето право на највисока можна здравствена заштита и да има можност и пристап до квалитетна здравствена услуга. Денес се одбележува 7 април, Светскиот ден на здравјето. На овој ден особено се упатува пораката за унапредување на јавното здравје, подобрување и унапредување на здравјето и добросостојбата на сите граѓани преку одржлив и високо квалитетен здравствен систем. Секој секаде да го оствари своето право на највисока можна здравствена заштита и да има можност и пристап до квалитетна здравствена услуга. Денеска е 7 април, ден на здравјето. 75 години од формирањето на Светската здравствена организација, тој е празник за лекарската професија, за докторската професија, на кој што ние ги кажуваме и успесите и оние работи кои што треба да се направат во иднина. Секако, како што кажа господинот министар, едно од приоритетите за кои што и ние ќе им пружиме огромна помош е стимулативна регионализација на здравството. Да, дајте да проработат и Штип, и Дебар, и Струга, и Кочани. Со жал кажувам дека сега немаме ни царски резови во Кочани, кои што сме ги имале пред 10 години, тоа е нашиот приоритет. Втора работа на која што треба да поработиме е тоа дека треба некои закони малце да ги промениме, заеднички ќе работиме на тоа, како што е законот за додатната дејност на лекарите, кој што е многу стимулативен за нивната работа. Во 1948 година Светската здравствена организација го одржала своето здравствено собрание на кое е решено 7 април секоја година да се одбележува како Ден на здравјето, почнувајќи од 1950 година. Овој ден е и датумот кога е основана Светската здравствена организација. 7 април, меѓу другото, се слави како потсетник за основањето на Светската здравствена организација, со цел да се привлече вниманието на најважните здравствени проблеми во светот. Се реконструира црквата Свети Спас во Долно Палчиште. За да се завршат целосно планираните градежни активности, потребни се финансиски средства. Од црковното настојателство со апел за донации. Црквата Свети Спас во Долно Палчиште добива нов лик. Во тек се работни активности за реконструирање на црковниот објект. Ова место на патрониот празник, но и на првата недела од Петровденските пости, станува собиралиште на сите верници кои потекнуваат од ова место. Црквата од надвор се обновува, зашто беше на распаѓање скоро, преку 100 години е стара, така да е градена 1918 година е почната, 1922 е осветена од населението православно што било овде во село Долно Палчиште. Све што се градело околу, изградено е, заградено со бетонски зид и ограда, и Конаков е граден преку зима, го градевме со донација све колку можеше, тогаш беше друго мало времето. И луѓето беа мало, тие што беа постари, што поќе ја разбираа работата овде кај селото. Али последно време, пак со донација сега што ја реновираме црквата, колку можеме се трудиме да помогнемо физички што можемо, финансиски колку можемо. Фирми кои што има повеќе можности и тие има донација дадено. Свети Спас ни е храмот и тогаш црквата слави, гости и тоа све. А и прва недела Петровпост, тога имамо собир уопште на сите палчиштани и кој сака да дојде, доброволно, тога има и музика, има и све. Затоа викам да се направи, за да се собираме, за да се запознаеме со сите и тие што ги знаеме и тие што не знаат, и тие што не знаат ќе дојдат да не запознаат. Поради недостиг на материјални средства, црквата да го добие стариот сјај. Од црковното настојателство ги повикуваат сите добронамерни граѓани, кои се во можност да помогнат со градежен материјал или финансиски средства. Уште ни треба донација. Никој не сака нешто од тоа да искористи од ние што сме да земемо нешто, него гледаме да остане спомен црквата и за понатамо да се знае дека постоело христијански народ овдека
во село наше големо. Кој може, викам, појаките фирми што може да ни дада, ако може понатамо, што може. Позади снимено е дека уште не е довршено позади. Ми да сакаме до Спасовден да можеме до Свети Спас да го очистиме ова, да го средиме малку, да биде за прославата да биде убаво. Црковното настојателство Свети Спас од Долно Палчиште има отворено и трансакциона сметка за донации. Министерот за економија Крешник Бектеши информира дека по состанокот со увозниците на овошје и зеленчук било одлучено да се направи мала корекција на цените на овие производи. Цените на овошје и зеленчук кои беа наведени во одлуката нема да бидат повеќе од 100 денари. Во однос на состанокот со возниците на овошје и зеленчук, значи имавме конструктивен состанок, каде што учествува и Стопанската комора на Република Македонија и се договоривме да направиме мала корекција на цените, имајќи во предвид дека веќе почнале да пријавуваат цени увозни кои кореспондираат со тоа што се дават како фактури во другите држави. Генерално нашиот увоз се прави од Турција, од Грција, Албанија и од Србија и повикувајќи се на новите цени кои се пријавуваат во Царинската управа, нареден вторник владата ќе ги ревидира замрзнатите цени, ќе има во одредени производи значи многу мало намалување, како највисока цена на овие производи. Но никако нема да има цени кои моментално или пред 10 дена беа во мало продажба и се движа околу 130, 140 денари, па отидоа и до 150 и погоре. Цена на овошје и зеленчук за производите кои беа наведени во одлуката нема да има за ниеден од нив цена повеќе од 100 денари, а дополнително тоа ќе ја информираме јавноста. Најважно од све е дека согласно податоците што ги имаме од нашите домашни производители, нашите производи ќе излезат кон крајот на овој месец и почетокот на наредниот месец, каде што ќе има нагло намалување и секако дека ние како Министерство за економија нема да отстапиме и како влада тоа се подразбира, пошто вчера имавме координативно тело со присуство на председателот на владата, ќе продолжат да се направат контролите за тоа како е направен увозот во нашата држава. Приведен 34 годишник кој се барал со централна потерница. Лишени од слобода и неколку млади лица, поради поседување марихуана и физички напад. Во СВР Тетово пријавен и случај на измама. Вчера полициски службеници на СВР Тетово привеле 34 годишник од Тетовско горно Орашје, кој бил баран по централна потерница врз основа на судска наредба за издржување казна затвор од 1 година и 4 месеци за сторено кривично дело тешка кражба. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. Вчера вечер на улица 29 ноември во Тетово, лишен од слобода е 18 годишен тетовец, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 18 годишник и 17 годишник, двајцата од Гостиварско Сенокосе, кои претходно биле пријавени од малолетник од Гостиварски Добридол, дека претходно на влезот во селото Сенокосе физички го нападнале. Поред пријавеното, едниот од нив користел кожен предмет, а другиот со остар предмет му нанел повреда на ногата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против инволвираните ќе следуваат поднесоци. 43 годишник од Скопје, собственик на приватна фирма, вчера во СВР Тетово пријавил дека бил измамен од 60 годишник од Тетовски Порој и други лица. Според пријавеното, жителот на Порој со него потпишал договор за закуп на објект во Тетовско, иако подоцна утврдил дека за објектот ги немало потребните документи и дека тој бил предмет на извршување.
а пријавителот веќе ја внел целокупната опрема во објектот. Се расчистува и документира случајот. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.